10 години успешна екоприказна на Сдруженијето Бити зелен. Години со многу проекти наменети за чиста и здрава животна средина. Модерен центар за управување со отпад, нови работни места за собирачите и подобри услови за живот. Дел од насоките за наредниот период. Во 2010 година бевме некој вид пионери од аспект на масовна јавна кампања за аерозагадувањето, за можните последици од климатските промени. Првите маршови со газ маски 2010-2011 беа каде што бевме чудни, не прозива со различни имиња, и 10 години подоцна може да видиме дека свеста и политиките почнуваат да се менуваат. Дали е тоа само заслуга од нас, не би рекол, поради тоа што и на глобална сцена тоа веќе е евидентно. Тоа што ние сигурно имаме одредена улога во подигањето и на јавната свеска и младите, бидејќи со средношколската мрежа, со Бити зелен клубовите, навистина активиравме стотици, ако не илјадници средношколци во последниве 10 години, разговаравме на тие теми, ги активиравме, ги учевме за еколошка демократија и кои се нивните права од аспект на животната средина. И воспоставивме систем за отпадни батерии. Тој ни е драго што се уште функционира и се проширува успешно. Значи и квантативни конкретни резултати и квалитативни, би рекол, од аспект на свест, особено кај младите. Сметам дека сме задоволни, но некој се чувствуваме дека како допрва да почнуваме. Кој проект досега го сметате за најуспешен во овие изминати 10 години? Спомена батериите, се сеќавам пред многу години кога го снимавме, можеби тогаш првиот прилог за собирање на батерии токму во вакви кутии. Тоа се домашни. Кај луѓето? Па може да видиме дека се создава навика. Не е оптимално, но овие што ги покаже се баш за домашна употреба, и идејата беше наместо по фиоки да не се фрлаат или кај да ги стававме претходно, да ги чуваме тука. Сега може во било која стаклена да е тегла. Се уште функционира системот. Сметам дека од година во година количеството на батерии е се поголемо и тоа го пријавуваат колективните постапувачи. Значи колективните постапувачи за отпадни батерии и електрична електронска опрема секоја година во своите извештаи се зголемени тие количества што се собрани отпадни батерии, така да може да се каже дека Go Clean ни се викаше проектот, е еден од поуспешните аспект на практична имплементација и видливост. Исто тука би го напоменал проектот за заекнување на техничкото образование за климатски промени, односно 2 книги академски. Едната книга е прочистување на отпадни води, а другата е климатски промени од извор енергија. Влегува во формалното образование на Машински факултет во Скопје и на Технички факултет во Битола. Значи со тоа пак имаме еден учебник кој што издаде на наша страна, нормално со пишување на професори и експерти, кој што влие на илјадници студенти кои што полагат испити на тие теми, прочистување отпадни води и климатски промени од извор енергија, како еден наш проект. Исто така функционира веќе 10 години и се уште не и се уште е сепак и на некој начин во почеток аспект на колку има потенцијал за развој таа средношколска мрежа на Бити зелен клубови. Значи средношколците се организираат, имаат средношколско собрание каде што ги предлагаат своите планови за чист воздух, за активизам, како вид активности ќе прават, и така начин имаат своја одговорност, и без дека има проект или не проект, тоа средношколска мрежа се функционира. Значи и 10 години потоа имаме средношколската Бити зелен мрежа. И има уште доста работа, особено во образованието. Тоа што исто би напомнал интересно, дека во текот на годините се отворија канцеларии, односно тимови во Хрватска и во Белгија, односно во Брисел. Во Брисел Go Green Белгија се основа минатата година. Тоа ни беше идејата уште самиот старт 2010, значи визијата ни беше да имаме на канцеларија во Брисел која што ќе заговара за интеграција на земјите од Западен Балкан во однос на политиките за животна средина, и еве 2019 се оствари таа, и сега имаме и Go Green Белгија и Go Green Хрватска, и тука е Go Green Скопје, нашата матична организација. Често патувате, знаете да споделувате искуства со луѓето ни светот. Какви се искуствата таму, какви се кај нас? Слични се искуствата. Значи
не сме нешто ние подобри, не сме нешто полоши. Тоа е систем што се имплементирал во Шведска, во другите земји 20-30 години претходно и тие се со истите навики и обичаи што ги имале во однос можеби на селекцијата на отпад, тогаш не била таква свест, можеби во однос на индустријата и кои стандарди треба да се, исто не била таква свест. Значи, генерално се оди кон некои носталгични фантазии од минатото во однос на како беше порано, многу ни беше подобро и некако не имаме можност да создадеме на визија која ќе ни даде една надеж, таа што ни треба моментално е која е нашата визија за 10 години, значи 2030 како би изгледала и верувам дека до 2030 ќе направиме прогрес бидејќи еден природен процес кај сите земји, па така и кај нас. Исто и за климатските промени. На климатските промени на глобално ниво ние да, сме навлезени во фаза каде што има некои последици што се иреверзибилни, значи не може да се вратат. У секој случај климатските промени за да се решат е потребно само 2% од глобалното GDP. Значи изборот е тука кој што треба да се направи од политичарите за да може да се реши. Значи не е толку нерешливо и не треба да очајуваме, него навистина има многу начини и на индивидуално ниво и на колективно ниво што може да ги направиме. И верувам како човештво ќе успееме во тоа, бидејќи сме создадени за предизвици и се надевам дека од овде ќе излеземе по јаки во нашиот дух, во нашата свест и совест во однос на животната средина. А дисконекцијата од природата е многу повеќе, можеби и во другите подигитализирани земји. Тоа е нешто што треба да го вратиме, значи таа конекција со природата, живееме сепак во згради, во индустријски објекти, кај што навистина многу тешко имаме допир со природата и мислам дека тоа кога ќе го вратиме, ќе ја вратиме она и оптимизам и дух за подобра промена. 10 успешни и многу идеи за наредните 10, а до тогаш остануваме на страната на зелените кои се грижат за нашето секојдневие.